Господине Минов, внимателно ве слушав и како и секогаш на почеток ќе се сложам со вас, со она што го кажавте и вие како дел од вашиот почеток на вашето излагање, дека овој ребаланс на буџет соодветствува со состојбите во државата. Апсолутно се согласувам. Катастрофална е состојбата во државата, сиромаштијата се зголемува и овој ребаланс на буџет ќе генерира нова сиромаштија, ќе генерира ново влошување на состојбите и ново влошување на состојбата во која се наоѓаат граѓаните на Република Македонија. Иако често вашите колеги од владата, од власта, сакаат да се пофалат со некои бројки дека растата во Република Македонија, страшен е фактот дека во државата огромен процент, 65% граѓани земаат плата пониска од 25.000 денари. И прашање е како преживуваат. Господине Минов, го имаме најголемиот буџет досега, историски, 4,3 милиарди денари, во моменти кога владата која вие ја поддржувате, а и го поддржувате овој буџет, како што кажавте, ја задолжи Република Македонија историски на највисоко ниво во моментов. 7,2 милиарди, што представува 63% од бруто домашниот производ. И зарем ваков буџет поддржувате вие, во кој нема развојна програма, нема капитални инвестиции и она што е предвидено за докапитализирање на Македонската развојна банка, а не за капитални проекти, патишта, индустријски зони, болници и слични работи што значат капитални инвестиции. Зборувате за програмата за зелен развој, која секако не мораше да се носи врз грбот на граѓаните со поскапување на горивата за 4,13 денари по литар. И ако со ова се соберат негде 27 милиони евра, прашувам зошто се одвојува, ако толку загрижени за зелена програма, само 11 милиони евра, каде се останатите 16, но и овие 11 за чудо не кажувате, не наведувате зашто ќе се потрошат. Вели таму генералниот секретаријат на владата ќе каже зошто да се трошат. Одвојувате пари, а не знаете зашто. И само да ве прашам, како човек од Тиквешијата, од земјоделски регион, не го прифативте амандманот и не дадовте поддршка, тоа треба да му го објасните на земјоделците, кој го поднесовме амандманот со колешката Лашковска, со кој баравме да се обезбедат средства во висина од 676 милиони денари, само да се доискажам, за обештетување од 26 денари за килограм на тутунопроизводителите за килограм произведен тутун. Почитуван господине Минов, ова му го ветил вашиот премиер Заев на средба со тутунопроизводителите, дека ќе достигне откупна цена од 185 денари. Во моментот 159, толку и заврши, и ние баравме да ги поддржите, да ги обештетите тутунопроизводителите со 26 денари. Вие тоа го одбивте и треба да се застрамите. Ви благодарам.